Судски совет едногласно избра судиката Даниела Димовска за председателка на Скопскиот кривичен суд. Против кандидат на Димовска беше судијата Ивица Стефановски. Членот на советот Ивица Николовски посочи дека за жал од 50 судии од судот кои ги исполнуваат условите за челната позиција. Жално е што се пријавиле само двајца кандидати. Председателот на советот Александар Камбовски посочи дека не дозволува постапките да траат долго и треба да се изменат внатрешните акти со цел пократко време за избор. Кај кандидатот Даниела Димовска детектирав малку поразличен и друг вид на менаџирање на институцијата. Се надевам дека ќе успее да го спроведе тоа што го зацртала во програмата и честитам при оваа прилика и посакувам успех, а исто така на колегата Ивица Стефановски се согласувам со колегата Исамедин Лимани што го изнесе дека неговиот труд и долгогодишна работа секако дека е детектирана и признаена од страна на овој судски совет. Еден предизвик да се менеджира со овој суд и да се биде прв меѓу еднаквите. Очекувам и верувам дека и со овие скромни ресурси од човечки материјални, согласно судскиот деловник, ќе носи рационални решенија и ќе го искористи максимално капацитетот како до побрза, поефикасна работа. Советот укажа дека во иднина треба да се води сметка временото вршење председател да не се претвори во фактичка предност на еден кандидат во однос на другите кандидати, затоа што изборот долго трае. Една година имаме вршител на дејност кој имал можност во рамките на таа година да ги покаже своите организацијски, менаџерски и комуникацијски капацитети, да спроведува конкретни активности и да ги презентира своите резултати ние во судскиот совет да ги видиме. Навистина ги видовме од страна на ВД председателката која сега е председателка, но се поставува прашањето при долгото траење на изборите дали се создава предност во однос на другиот кандидат. Судиката Даниела Димовска во Кривичниот суд е од 2016 година. Таа ја донесе затворската пресуда на Стефче Јакимовски. Инаку во јавноста стана актуелна откако незиниот брат стана еден од осомничените инспектори од ДУЈП во истрагата за Пулс Кочани.